Четврток, 30 март, кратки вести во 12 часот. Извештајот до УНЕСКО е поднесен и ја нотира реалната состојба од терен, вели министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска и потенцира дека треба постојано да се работи на грижата за светското природно и културно наследство, бидејќи е уставно запишана категорија. УНЕСКО не значи мораториум за градба, туку овој регион да се развива на правилен начин. За 10 дена треба да започне изработката на нов закон за старото градско јадро на Охрид. Министерката и натаму е оптимист за извештајот во септември, но ако сепак се случи да бидеме ставени на листата светско наследство во опасност, тоа ќе придонесе конечно да се освестиме и да бидеме поажурни во работата како на државно, така и на локално ниво. Судскиот совет донесе одлука за распишување оглас за избор на 31 судија во 13 основни судови низ државата. 2 места има за во Охридскиот основен суд. Судскиот совет го оцени како неажурен судот во Охрид во 2022 година. По систематизација предвидени се 18, а лани работел со 13 судии. Според податоците од Судскиот совет, заклучно со 6 март годинава во основниот суд Охрид, активни се 11 судии, а на еден судија позицијата му е во омирување. Согласно тоа, бројот на испразнети места е 6. Двајца судии годинава заминуваат во пензија. Во сабота во организација на општина Охрид на градскиот плоштад ќе се одржи 1 априлски хепенинг под маски. Со своји музички и танцови точки ќе настапат децата од градинката Јасна Ристеска, како и ученици од сите основни училишта. Програмата ќе започне во 11 часот. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.